Втор најтежок ден во Студеничани, откако пред недела и пол стигна веста за копната автобуска несреќа. Денеска беше мигот за последен поздрав од 20-тината мажи, жени, деца од оваа општина, кои беа меѓу 45 мината загинати во автобусот, што никогаш не се врати. Сега ќе дојде церемонијата, ќе ги донесат дома малку и има една мала церемонија тука и после кај гробиштето. Тоа ќе биде завршено главната. Жителите од Студеничани и од околните села уште рано утрото почнаа да се собираат во центарот. Во исто време пак се мијаја и улиците, по кои се планираше да помине поворката со телата на загинатите. Знаеме дека со ништо на светот не може да го врати, да го ублажи нивната болка, но сепак сакаме болката кога се споделува со повеќе, значи се намалува. Пред погребот се одржа редовната петочна молитва. Централната џамија беше претесна да ги приме сите што дојдоа. Мислите и зборовите овој пат посветени на луѓето што веќе нема да се вратат. После молитвата, исчекување. Многу лошо. Ова трагедија никогаш не се случи. Секој човек жив бара да се расветлат овие случаеви, оти во ова држава тука или па во Балканот воопшто има некои работи што тешко се завршуваат, значи епилог, да се знае како што е. Тоа не дека ќе ги врати загубите што ги имат луѓето, но тоа се бара за да не се случува повторно на други луѓе ова. Првите возила со телата на починатите се појавија околу 13:30 часот. Местото на собирот беше во дворот на фамилијата Исени, од каде има 4 загинати. Роднините свесни дека тоа ќе биде последен пат за збогување од нивните блиски. Само куса церемонија во дворот, кога да се испочитува адетот, починатиот да замине кон вечното живеалиште преку прагот од сопствената куќа. На крај поворката како што пристигна, така и го напушти селото. Речиси сите заминаа кон локалните гробишта, кон последното испраќање на нивните сожители. Улиците на Студеничани по пладнето останаа пусти, како нем сведок за трагедијата што преполови цели фамилии. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.